Токму поради популарноста и прифатеноста на Октавија, Шкода измените ги направи благи, колку да се запази свежината на изгледот и да се потенцира намената. Свежината ја донесуваат новите браници и модифицираната маска на ладилникот. Освежените светлосни групи сега стандардно се опремени со LED технологија со можност за надградба со матрикс фарови за одредени изведби. Во врвната изведба VRS тие се стандардни. Во внатрешноста се применети одржливи материјали, задржан е 10-инчниот дигитален кокпит, додека новост е 13-инчниот дисплеј со инфозабавниот систем. Доближувањето на вештачката интелигенција е направено преку ChatGPT, систем што овозможува конверзација со услугите овозможени во автомобилот, сега интегриран со говорниот асистент Лаура. Новост во Октавија се интелигентниот асистент за паркирање и системот за автоматизирано паркирање. За двете каросериски изведби предвидени се 4 нивоа на опременост и избор на 9 декорации во интериерот. Палетата мотори започнува со 1,5 TSI и 2.0 TDI и двата со 116 конски сили. Следува 1,5 TSI со 150 коњи, подпомогнат со 48 волтен хибрид и DSG. Дволитрените TSI добија поголема моќ. Едниот сега има 14 коњи повеќе, вкупно 204, а оној за Октавија VRS сега испорачува 265 конски сили, што е зголемување во однос на претходната генерација за 20 коњи. Најсилниот дизел има 150 коњи. Во понудата остануваат мануелниот 6 и 7 степениот DSG менувач, а погон на сите тркала е сериски само во верзијата со моторот 2.0 TSI со 204 коњи. Во Македонија, обновената Октавија ќе пристигне во летните месеци.